Дали зелената транзиција влегува во криза или само во нова фаза на развојот? Додека на европските берзи се почесто се појавуваат часови со нулта цена на електричната енергија од фотоволтаици, се отвораат прашања за иднината на инвестициите во обновливите извори, исплатливоста на соларните електрани, улогата на батериите и предизвиците што ги носи европскиот механизам ЦБАМ. За тоа дали Европа направи грешки во темпото на енергетската транзиција, како овие процеси ќе се одразат врз Македонија и кои технологии ќе ја обликуваат иднината на енергетиката, да си кажеме со професор Илија Насов, председател на Македонската соларна асоциација и долгогодишен истражувач во областа на сончевата енергија. Професоре, добре дојдовте во студиото на Телма. Добре најдов, поздрав до вас, до вашата телевизија и до гледачите. Благодарам. Последниве месеци често слушаме часови во кои за часови во кои цената на електричната енергија произведена од фотонапонски електрани, односно од фотоволтаици, паѓа на 0 евра, па дури оди и во минус, не само во Македонија, туку и на регионалните и на европските берзи. За почеток ве молам кусо само да објасниме што всушност се случува. Зошто е тоа така? Македонија се наоѓа во исклучително комплексна и сложена и специфична состојба. Еве зашто. Македонија произведува помалку електрична енергија отколку што троши електрична енергија. Тоа значи дека ние сме увозници на електрична енергија. Но тоа е на годишно ниво. Кога зборуваме сега во пикови, како што кажавте вие, ние таму имаме повеќе произведена електрична енергија, а помала потрошувачка. И сега во прашање е начинот како да се реши тоа и кои се всушност начините. Сигурно дека начинот е да имаме повлекување на електрична енергија од произведената електрична енергија, за да не ги исклучуваме фотоволтаиците, бидејќи тоа предизвикува други проблеми, посебно во инвеститорите на фотоволтаици. Кои се начините? Прво, зголемена потрошувачка. Тоа скоро е неможно, во овој период не можеме ние зголемена потрошувачка да направиме преку ноќ. Втора работа е извоз на електрична енергија, нели, од таа вишок на електрична енергија да испорачаме. А тука е СИБАМ, што и вие сами го кажавте. Тоа е протокол каде што се регулира извозот на електрична енергија, уште 5-6 производи, челик, железо, алуминиум и така натаму, каде што треба точно да се знае колку тие производи што се извезуваат содржат внатре CO2 емисии. Ајде да одиме од почеток за решенијата подоцна. Рековте едно решение да се стимулира потрошувачката, да се најде начин како да трошиме повеќе струја во тие часови кога е пикот, а второто е да извезуваме. Моментално извозот е ограничен со нова европска регулатива, меѓутоа генерално и европскиот пазар е преплавен со фотоволтаици, па веројатно и соседите и Европа има вишок во тие часови кога сонцето произведува најмногу струја. Како се доведе во ситуација не само Македонија? Еве, ако Македонија е држава која помалку стратегиски планира или не внимава доволно, како Европа се доведе во ситуација во која производството на чиста енергија, која до вчера беше голем предизвик, денес станува извор на сериозни економски проблеми, бидејќи се засегнати и голем број банки, бидејќи и тие кредитираа многу вакви проекти од зелената енергија. Јас можам да кажам своето мислење, сигурно ова е потребно европска студија и тоа се прави непрестано. Сигурно дека Европската комисија, каде што имам доста соработка јас со нив, па можам нешто и да кажам од тоа јас што го знам. Европската комисија премногу отиде со CO2 емисиите да станат 0, зелен континент, 0 емисии и така натаму. Даваше многу пари и сега дава преку тие развојно-истражувачки проекти. Тоа се милиарди евра. И на крајот вашиот заклучок е точен. Епа, ако е сето тоа така направено, со најдобрата администрација, служби, експерти, зошто и Европската унија се доведе во оваа ситуација? Тие, ја можам да зборувам што се планира за натаму, а инаку заклучокот е вашиот и мојот сличен. Да, Европската комисија се доведе да има вишок на електрична енергија произведена од фотоволтаиците во пик периодот. А всушност
тогаш, кај што фотоволтаиците даваат најмногу струја, тие треба сега да се затвараат. Добро, рековте, Македонија произведува 75% од производството на струја од сопствено производство, другите 25 ги увезува. Или компоненти, тоа се јаглени, мазути и така натаму. Така, дали може да кажеме дека и Европа во одредени часови кога има повеќе сончева енергија може да потроши помалку отколку што произведува? Како тоа Европа го решава? Зашто Европа не го реши тоа со стимулирање на потрошувачката, со она што го рековте, со извоз надвор? Релативно почнавме со тешки прашања. Се надевам дека може понатаму ќе имаме појасни. Добро. Прашањето е следно. Зошто Европа се доведе во оваа состојба? Премногу се посветија на обновливи извори на енергија, премногу се посветија на чиста CO2 емисија, нулти континент со нула емисии, но при тоа најверојатно се случија и настани, не знам, Украина, Русија и така натаму, каде што сигурно поремети дел од тоа. Со еден збор, да, точна е состојбата. Јас можам да кажам дека кај нас како да ги решаваме проблемите, но не можам моето прашање беше алузија на тоа дека како ние во Македонија ќе зборуваме за решение, кога гледам дека и Европа и посериозни држави во регионот од нас не може да најдат решение на проблемот. Имаат слична состојба. Покушаваат да веројатно бидејќи цената на Хупекс, онаа берза што беше регионална и на која беа упатени македонските производители, е тука некаде со цената на мемо. Па да, цената на мемо е зависна од тие берзи. Сега во Европска комисија се прават напори со комбинирани системи да ја трошат енергијата, да ја складираат и да ја враќаат. Сега тука можеме да зборуваме и за Македонија. Јас повеќе за Европска комисија и покрај тоа што соработувам со доста со Европска комисија, развој, истражување и така натаму, но овој дел е вистина и Добро, ајде да одиме со Македонија. Кога цената паѓа на нула, кој губи најмногу? Производителите, инвеститорите, банките, што ги финансирале проектите или сите заедно? Најмногу губат инвеститорите, затоа што тие кога ги 1 гигават од прилика инсталација, тие најголем дел од нив, бидејќи ние во Соларната асоциација имаме околу 120 експерти, членови на асоциацијата и често пати овие теми ги дискутираме. Нормално дека и дури има иницијативи како сега овие производителите на електрична енергија од фотоволтаиците да направиме ние како асоциација некои активности и така. Не може да се направи. Се зборува за некаков бел штрајк? Па ние не го поддржаваме тоа, јас. Што значи бел штрајк? Не, тоа се потребата да се реши проблемот, но ние треба да зборуваме на кој начин тоа може да се реши. Така да јас не сметате дека тоа е обврска на државата да најде начин како да го реши проблемот? Па сметам дека има начини. И сега еве ако почнеме да зборуваме за начините на решавање на овој проблем. Во однос на она што го споменав ја како бел штрајк, само да се дообјаснам, се слушна опција дека производителите на електрична енергија од фотонапонски од волтаици планираат во исто време да ги изгасат електраните. Дали е тоа Јас сум слушал, мене ме консултира некои од тие, јас реков дека ние како асоциација не влегуваме во такви активности затоа што ние можеме како специјализирана асоциација за соларна енергија да зборуваме за начин на решавање, а не можеме да зборуваме за исклучување, ами онака се исклучуваат. Добро, вие сте и професор и истражувач долгогодишен, но и предприемач. И сте претседател на Солар Македонија, каде што рековте обединувате 120 членови компании. Се доживувате повеќе себе си како бизнисмен, како предприемач или како истражувач, како научник? Тешко прашање, не го очекував, но јас би рекол дека би го кажал пораката на Гете. Тој е најголемиот филозоф у светот, а тој вика: знаењето не е ништо ако не го примениш. Значи јас сега се гледам некако тука. Применето знаење. Јас работам најповеќе развој, истражување, иновации, проекти, но за добро или за лошо, најповеќе со европските институти, европските конзорциуми и така натаму, затоа што таа тема пак е посебна тема и јас можеби ако има време ќе кажам, бидејќи во стратегијата цело време зборуваат истражување, развој,
истражување, иновации и така натаму. И јас исто сакам да кажам, добро, на кој начин тоа ќе го направиме ние? Истражување, разни иновации, повторно промашување. После толку истражување и иновации, Да. така? Добро, како научник, како експерт во областа, дали би препорачале инвестиција во нова фотонапонска електрана сега, како што би препорачале веројатно пред 5 или 10 години? Видете, кога почнавме ние како Соларна асоциација дававме најголема поддршка, сигурно тука не можеме да си ги повлечиме нашите изјави или мислења. И сега исто така би требало да се инвестира и во фотоволтаици, но ако не се заокружат со останатите начини на решавање на овој проблем, тогаш сигурно дека не може тоа да се направи. Сега може би е логично да кажам, па ако зборувам начини, па да кажам некои од начините, така? Ајде, повелете. Па јас мислам дека освен електричните батерии кои што веќе стана Сега сите зборуваат за батерии. Сега сите зборуваат. Дали е тоа решение или почеток на нов проблем што би се наметнал по неколку години ако сите фотонапонски електрани изградат и системи за складирање? Како зборуваме во математиката, потребен, но недоволен услов за решавање на некој проблем. Тие се потребни во овој момент, но недоволни. Зошто? Затоа што на брз начин може да се реше дел од проблемот, тоа значи да се акумулира или да се превземе електричната енергија од мрежата, да се акумулира и во адекватен момент да се врати. Но тоа нема да го реши целиот проблем. Според мене, еден од најдобрите начини на решавање на проблемот беше и долго време што се зборува Чебрен-Галиште реверзибилната централа. Јас за среќа имам некои пријатели во околните држави кои што имаат реверзибилни централи. Тоа е стварно фантастичен начин, затоа што таму што се случува? Водата од браните поминува, произведува електрична енергија, но ако имате бесплатна енергија како што се пиковите, ја враќате со електромотори, повторно водата во браната и кога имате потреба ја уклучувате. Значи тоа за мене е исклучително добар начин. Добро, Чебрен-Галиште е проект, се уште го немаме во реалноста. Ама јас сега не сум одговорен за тоа. Јас само кажувам како начин дека тоа е добар начин да се решава. Како сериозна асоциација, Да. Македонска соларна асоциација, здружение кое обединува 120 производители. Сте имале средба со надлежните институции? Со оние кои ги регулираат правилата, ги донесуваат политиките? Затоа кажуваат дека Горен е многу добар новинар, затоа што многу вака, како да ви кажам, конкретни прашања поставувате, а и барате и конкретен одговор. Па имате идеја, Чебрен-Галиште, дали им го предложивте на надлежните? Па не е тоа постои во Македонија повеќе од 20 години и секогаш тоа се актуализира. Јас не ги знам доволно причините зошто тоа не се гради и ја лично мислам дека во сите документи е ставен Чебрен-Галиште. Добро, прашањето беше како председател на Македонска соларна асоциација, дали имавте состаноци со Министерката за енергетика, со другите надлежни институции? Со Министерката за енергетика сме имале неколку состаноци, бидејќи ние како соларна асоциација годишно правиме соларен саем и соларна конференција. Соларната конференција ние покануваме интернационални експерти во панели, дискусии и секогаш последните 2 години и Министерката за енергетика и рударство ни е присутна и практично ни е присутна на отварањето. Ја искористивте таа пригода да ја кажете дека освен Чебрен и Галиште, кој е се уште само проект на хартија, едно од решенијата е, но недоволно, како рековте, е и батериските системи, батерии. За батериските системи нема потреба ние да кажуваме ништо, бидејќи сега сите се почнати со батериски системи. Сите си знаат. Затоа ние не сме за тоа што другите го знаат. Ама да кажам, одговорете ми, имавте ли официјален состанок со министерката да се најде решение на проблемот? Да, имавме официјален состанок, министерката не посетила неколку пати, најверојатно ќе имаме уште неколку состаноци по тоа прашање, но исто така да ви кажам дека тоа се веќе ние ги кажуваме нашите предлози. И дотолку. Понатаму е веќе нивно колку тоа. Кои беа вашите конкретни барања? Нашите конкретни барања беа дека освен батериите кои што веќе никој не ги дискутира, тоа е јасно, ние треба освен Чебрен-Галиште, ние треба да размислуваме за solar district heating. Што значи тоа? Тоа значи дека ние, дали е тоа Битола, дали е Скопје, имаме инфраструктура за district heating. Во Скопје системот е district heating. Ако ние изворот на енергија во тој district heating го замениме со фотоволтаици, фототермали, тоа се хибридни што произведуваат и струја и топла вода. Тоа што е ваша специјалност како истражувач? Не сум знаел дека го знаете тоа. И соларни термални колектори во комбинација со други извори на енергија обновливи
целата енергија преку цела година се акумулира и тоа е најевтиниот начин и Светска банка, Европска... Што треба државата да направи за да се реализира? Државата треба да ги следи упатствата и директивите на Европска комисија, а исто така и финансирањето на тие проекти е скоро да е повеќе од 50% грант. Јас само да ви кажам еден пример. Косово има 6 такви feasibility студии и сега веќе ќе се распишува конкурс за изведувач. Јас за среќа бев таму во тој првиот конзорциум кај што беше за предфисибилити студија. Таму ќе се градат такви системи каде што енергијата преку летниот период, дали е тоа електрична или топлинска или од други извори, обновливи извори енергија, таа се складира. Тоа е идеално решение сега во овој период. Имате вишок на електрична енергија, во тој момент ја претварате преку топлински пумпи фотоволтаик, па топлинска пумпа, ја пренесувате во топлина. Кога ве прашав што конкретно треба да направи државата, велите да ги следи европските директиви. Што конкретно значи? Треба да направи предфисибилити студија треба да направи. Колку време треба да помине за вас? Па да ви кажам дека јас колку што знам дека има веќе некои иницијативи на оваа тема, но за мене тоа ово е еден од начините, не е само овој начин. Сигурно дека во Битола ние направивме едукација на околу 50 вработени во Битола за инсталатори за соларна енергија, така да Битола веќе е припремено, ја би рекол, како предфисибилити студија или студија, а исто така и во Скопје треба да се направи тако. Дали дел од решението може да бидат когенеративните електрани што ги најави премиерот Мицкоски? Да, тоа е добро, ама вишокот на топлина летниот период треба некаде да го складирате вие. И затоа когенеративните централи исто така имат можности на складирање на топлината. Мора да се најдат акумулатори или на електрична или на топлинска енергија. Значи батерии и за топлинска и за електрична енергија? Па да, батерии за електрична, али за топлинска енергија се овие што ви кажувам. За ова да стане реалност, пракса да почне да се складира топлинска и електрична енергија, колку време треба да помине од физибилити студија до се? Па ја би го почнал настанот кај што јас доста соработувам со Полска, таму се направи они го накрстија прво Solar District Heating, но еве јас сум многу благодарен, го преименуваа во Renewable Energy District Heating. Таму тие Лизбах Варински, нема да ви одземам време, ама ова е многу важно да се каже, Лизбах Варински беше најзагадениот град во Европа. Бидејќи целиот почива на јаглен и целата енергија што ја произведуваат во Лизбах Варински беше од јаглен. Направија проект и тоа исклучително добар проект. Ете по некоја основа ме викнаа мене и како експерт и како овие хибридните PVT единици и заедно со топлински пумпи, заедно со phase change материјал за да собираат повеќе топлинска енергија, се направи тој систем. Тоа беше еден од најголемите настани во Полска и влада и сите институции беа на отварањето и сега резултат на сето тоа што е? Лизбах Вармински е еден од најчистите градови во Полска. Значи треба да го примениме тој модел за да го изчистиме Скопје. Јас би бил многу среќен да го пренесам сето тоа мое знаење. Колку време треба да се реализира се ова? Многу години да поминат. Ете така. Да пропаднат многу електрани фотонапонски, да помине многу време. Па не, таму има доста Горан може да тоа да повелете. Значи таму не значи дека нема фотоволтаични централи, обратно, таму има, него во комбинација со други извори на енергија прават акумулација на енергијата. Таа акумулација после ја користат зимно време, што правиме ние? Каде ние е нас проблемот во Македонија? CO2 емисијата ние не ја чувствуваме, населението не ја чувствува CO2 емисијата. CO2 емисијата е директива, обврска. Но загадувањето ние го чувствуваме, а најзагадените градови меѓу Скопје. Значи со таков систем ние решаваме, јас сум од Неготина иначе, со еден куршум, два зајака, нели? Дупли бенефит. Едно е што имаме најевтина и чиста енергија, а второ во исто време го намалуваме, драстично го намалуваме загадувањето. Добро, можеби ќе ви звучи лаички, дали дел од решението може да биде во времето на тие сончеви пикови, значи од 10 часот наутро до
16 часови Да. додека сонцето Да. најсилно свети и произведува електрична енергија. Во Македонија треба да се згаснат, например, другите производители, термоелектраната во Битола, за да повлечат повеќе од овие сончеви производители? Да, има еден од начините е тоа, но најдобар начин, видите, не можете Зошто тоа не го практикува? Не можете вие термоелектраната, тука не сум експерт во таа област, не можете вие термоелектраната да ја вклучувате и исклучувате за неколку часа. Тоа мора да биде еден процес плански. Но оноа што може да се направи, тоа се неколку начини. Кажав јас еден solar district heating, кажав реверзибилната централа. Електричните возила, ако се направи добра организација, да се направи инфраструктура, да се стимулираат и така натаму, и они, тоа го има веќе во околните земји, во периодот на пик периодот, они имаат многу поволна набавка на електрична енергија. Тогаш тие помагаат да се потрошувачите. Значи треба да се врза системот, како што Значи треба да се направи еден сеопфатен систем. И да не зборуваме само за фотоволтаиците, бидејќи имам чувство, подготвувајќи се за темата, дека целата зелена агенда, односно зелена транзиција е на некаков крстопат, односно во криза, бидејќи дали станува криза за целиот модел на енергетска транзиција? Ја не би рекол. Јас не би Зошто рекол. тогаш цената произведена и од ветерните паркови, значи струјата произведена од ветар е пониска од онаа од минатата година што беше? Има и таму пат. Видете, во секој досега барем, ајде да не кажам развојно-истражувачки процес, него во секои нови технологии кои се воведуваат, во почетокот се повисоки цените заради различни причини. Прво треба да има еден пилот проект, па тој пилот проект да каже колку се произведува, колку се ефектите, какви се комерцијалните ефекти и така натаму. Така да нормално е сега обновливите извори на енергија да ги намалуваат цените и да стануваат конкурентни на фосилните горива. Сега дури има, еве, ме прашавте што работам, еве, дел од тие проекти што ние ги работиме, се баш така. На крајот треба да бидат конкурентни на фосилните горива и во тој случај обновливите извори на енергија си ја постигнат целта. Ако обновливите извори на енергија се многу поскапи од фосилните, не може Европа да опстане. Како ќе опстане? Кој ќе има поскапа енергија и нормално дека тоа ќе влијае на комерцијалните резултати. Наспроти Европа и строгите климатски политики што ги практикува, што прават Кина, САД, Индија, другите пазари? Дали оваа криза на зелената енергија се забележува и таму или тие си тераат и Знаете, многу убави прашања, ќе се трудам колку што јас знам да одговорам. Кина е најголемиот производител и на фотоволтаици и на батерии. Кина има најголем број на инсталирани и соларни термални и фотоволтаици и системи. Значи го користи сонцето. Значи она го користат сонцето и Кина, иако е најголем загадувач гледано глобално, а тука е Америка број 1, Индија и така натаму. Значи ние како Македонија заради директивите мораме да ги почитуваме тие СИБАМ протоколи, CO2 емисија по мегават час и така натаму. Но дали има криза или дали Кина ги употребува, ги произведува и ги употребува? Одговорот за Кина. За Америка не можам тоа да го кажам, бидејќи Америка, вие знаете дека еве и последните политики, излегување од Парискиот договор и така натаму, тоа е нешто што не е добро за климатските промени. Добро, ја спомнавме новата регулатива ЦИБАМ. Да, забрана за извоз на електрична енергија произведена од незелено потекло. Ја морам да те коригирам. Такса, воведување на такса. Да, значи не е забрана, него. Видете, ако СИБАМ... Данок на електрична енергија извезена ако не е произведена од зелена енергија, така? Дали Македонија навреме се подготви за тоа? Не. Што требаше државата да направи? Државата требаше многу порано, не зборувам сега една влада, друга влада. За државата зборуваме. За државата зборуваме, многу порано требаше да ги направи сите припреми, затоа што СИБАМ подразбира секој производ што излегува од Македонија треба да има јаглен-роден отпечаток или треба да се знае точно колку CO2 или CO2 е извезено на континентот. Тоа значи, тоа е протокол, тоа се регулативи, мерки, мерења и така натаму. И сега, Европска Унија што вика? Сакате да извезувате електрична енергија? Океј, нема проблем. Ама бидејќи немате СИБАМ, јас
или Европската унија ви вика си платите како да е од јаглен произведен. Еден мегават час електрична енергија произведена од јаглен ослободува 1 тон CO2. 1 тон CO2 е 70 до 80 евра. Тоа значи дека вие вас или нас не оптеретуваат со 70 до 80 евра, а ние извезуваме чиста енергија од фотоволтаиците, е чиста енергија. Што требаше државата да направи? Требаше државата... Како да ги категоризира што е од зелена Требаше енергија? државата да почне многу повеќе да зборувам за целиот овој период, да го имплементира СИБОМ. И во тој случај сите произведувачи на челик, на алуминиум, на водород и така натаму, не ви кажав за водород, сакам да кажам, сите тие ќе си плаќаат такса, но само толку колку што испуштиле CO2. А сега максимумот го плаќаат. Може тоа македонската индустрија да го издржи на тоа? Може, зошто да не. Ако сега Стопанска комора пред некој ден, како што денеска нели е предлог законот за обновливи извори на енергија, Стопанската комора, ја поздравувам, направи една седница на која што се вика гајд или водич за СИБОМ протоколот. Што они кажуваат? Калкулатор. Вие произведувате, ама мора да знаете колку CO2 емисија испуштате вие за вашиот производ. И на тој начин, таму беше и министерката, што ја спомнавте вие за енергетика, таму беа постојаните представници на Европска комисија, Европска унија, тука во Македонија. Значи, тоа е еден чекор. Стопанската комора го почна тоа. Ние како Соларна асоциација со најголемо задоволство на нашата соларна конференција ве поканувам, ако може да дојдете, сигурно ќе имаме и една точка како да се надмине проблемот со СИБОМ. Значи, ние произведуваме во тој пик период чиста енергија, а плаќаме казна како да произведуваме од јаглен. Бидејќи влегла државата неподготвена, што треба сега да направи? Сега треба државата треба да направи? Сите сили што ги има државата треба да работат на имплементирање на СИБОМот, за да се спасат огромен број. Што е значи имплементирање? Корекција на закони? Не, имплементирање на СИБОМот значи и по некои други основи, ја го знам оваа проблематика. Тоа значи припрема прво на сите произведувачи во Македонија што произведуваат производи, а извезуваат, треба да се направи калкулатор за CO2 емисиите. Понатаму, државата треба да го пријави и од Европска комисија да биде прифатен тој СИБОМ или на некој начин СИБОМ протоколот треба да биде одобрен. Еве најкратко. Тој процес нема да биде лесен, сигурно ќе трае година-две. Процесот на прилагодување до СИБОМ? Процесот на прифаќање од Европска комисија. Од кога ќе го прифатат, тогаш веќе само загадувачите ќе плаќаат. А овие од фотоволтаиците ќе имаат нула. Зошто да плаќаат тие кога произведуваат електрична енергија без CO2 емисија? Од оваа перспектива сега, како ви делува најавите што ги слушнавме од пред некој ден од премиерот кога вели милиарди инвестиции во енергетскиот сектор? Македонија една од најперспективните земји кога станува збор за енергетиката. Знаете, јас би си дал свое мислење. Знам дека премиерот е од областа на електричната енергија или од областа на енергетиката, но не знам точно во што сето тоа би се вложило. Например, ако се вложи, еве сега има најнови технологии, да имате вие потрошувачка на електрична енергија, бесплатна, нели, а понатаму да ја складирате и во ладење. Значи, ако се употребуваат сите технологии, ја одма кажувам дека тоа е фантастично. Ако се употребуваат само дел од овие технологии кои што ќе произведуваат, а немаме систем на акумулација или потрошувачка, не знам, не можам да одговорам на прашањето, бидејќи не сум го прочитал до крај. Добро, во чии раце ќе биде енергетската иднина? На оние што ќе произведуваат струја или на оние што ќе управуваат со неа? Јас мислам, тоа е одлично прашање. Сега во Македонија ние имавме пред 2-3 дена сајам на соларна енергија и секој сајам ние одржуваме обавезно едукативни настани, панели и така натаму. Меѓу еден од панел беше баш посветен на управувањето со електричната енергија. Знаете сега, ако не го исклуче, ако сопственикот не ја исклуче фотоволтаичната централа, тој не само што добива нула, него тој и плаќа затоа што го оптеретува системот. Значи, добро, на МЕМО нема негативна цена или има? На МЕМО, па не е упрашање МЕМО, упрашање е управувачот на
на мрежата затоа што му се пореметува. Значи дебалансирање се случува. Тие се овие што ги вие прашавте, тие прават софтвери за регулирање, за менаџирање на работењето на фотоволтаикот. Ако веќе е нула, во тој момент треба некој автоматски или тие управувачи да ги исклучуваат фотоволтаичните централи. Тоа е само софтвери. Јас зборувам за начин на решавање, а решавањето е со превземање на електричната енергија на потрошувачи или акумулација на таа енергија. Кога би ви дале одврзани раце, да примените одредени пакет мерки, за да го заштитите пазарот, за да ги заштитите вашите членки 120, што би било тоа што би го имплементирале веднаш, што може да се направи од денес за утре, да не се чека период од година, дена, две, бидејќи засегнати се и банки, рековме, банки кои кредитирале фирми кои поставиле? Па, за среќа, несреќа, јас сум длабоко инволвиран во тоа дека мои најблиски роднини и така натаму направија фотоволтаична централа, така да... За среќа или за несреќа? Па и едното и другото, затоа ги кажав. Така да се соочуваат тие со огромен проблем. Проблемот е што тоа не може... Овие приходи не се предвидени во бизнис планот кога го правеа сите тие кога ги правеа фотоволтаичните централи, затоа што тие очекуваа многу повеќе приходи, а не само за цената. Цената и 30 евра да е, и 20 евра е. Сега делот од производството кој што е најголем, практично тој не се плаќа, тоа е нула или негативна. Значи, најголема штета имаат производителите на фотоволтаични централи и сега, ако се најде систем каде што сите овие аспекти што ги кажав, една со друга ќе се искомплетираат, во тој случај мислам дека има иднина тие инвестиции во енергетика. Добро, кога вие би одлучувале, што би направиле? Па сега, Горан, јас сигурно дека не можам такво нешто да кажам што би направил. Па би ги направил овие сите предлози што ги давам тука во еден систем кој што државата ќе може да ги балансира. Имате производство, треба да имате и потрошувачка. Ви го кажав ја, производство на водород. Зошто да не се направи во овој момент производство на водород? Зошто Чебрен галиште да... Тоа нека биде апсолутен приоритет. Зошто соларен дистрикт да не се направи, а зимно време па имаме бесплатно грејење. Значи има начини, но не можам. Не ми даваш мене 2 часа, ако ми дадеш 2 часа, јас можам повеќе да кажам. Но се зафркавам, не е упрашање емисијата, ово се погледи на решавање. Значи не станува збор за краткорочна аномалија, мислам дека не. Краткорочен шок, туку за еден подолготраен нова реалност практично, во која на некој начин станува збор за криза на успехот. Обновливите извори станаа толку многобројни што почнаа да се конкурираат сами на себе. Па таква дефиниција не знам ја дали би ја прифатил. Обновливите извори си конкурираат. Јас би рекол обратно. Обновливите извори, јас и на тоа работам, комбинирани системи со обновливи извори на енергија. Сега имаме еден во Полска ќе аплицираме национален проект на Полска, повеќе обновливи извори на енергија. Еден со друг си соработуваат, а не се конкурираат. Јас таква дефиниција не мислам дека е адекватна. Колку вкупно струја произведуваат вашите членки? Не знам. Не сте пресметале? Не сме пресметале, но ние имаме организација кои што можам за кратко да... Сакав да прашам последното прашање. Таа струја што ја произведуваат вашите компании, членки на Македонската соларна асоциација, каде оди во овие пик часови од 10 до 16 часот се произведува, тие што не ја гасат, ја презема некој и каде оди, се губи во системот? Па сега друг начин освен батерија, не знам што да ви кажам, но не е тоа доволно, но ја би одговорил овака. Таа иницијатива за производители на електрична енергија од фотоволтаици, што вие ја кажавте, е директно спротивна на производителите на електрични батерии и трговците со електрични батерии и инсталатори со батерии. Е директно спротивна со инсталаторите за фотоволтаици, кај што ние ги припремавме. Така да не е сето тоа можно ние да застапуваме само еден дел од соларната асоциација. Тие се видовте сами, интересите се на различни групи.
Ако бев јасен. Да. Професор доктор Илија Насов, председател на Македонската соларна асоциација, ви благодарам многу за учеството во денешното издание да се каже. Ви благодарам и вас. Колку успеавме да кажеме, тоа е друго прашање. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието со кое не следите. Останете на Телма, имајте убав ден.